Сега ќе зборуваме за кучињата трагачи, за кои што и многу се зборуваше изминатиот период после земјотресот во Турција, кои што навистина многу животи спасија и многу помогна нели во таа хумана мисија. Имаме и во Македонија такви кучиња, дел беа испратени нели токму во Турција и се уште се таму. Затоа како нели се тренираат, што се случува со нив, нели од кога се тренираат, што значи куче трагач, кои раси се земаат за тренирање, а и се разбира што се случува со екипата која што ни во Турција. Ќе зборуваме со нашиот денешен гостин, но пред се како вовед би сакал да погледнеме две фотографии за две кучиња трагачи херои кои што може слободно да кажеме дека се веќе прогласени, ете како што можете да видите и од објавите. Кучињата трагачи се најголеми помагачи на тимовите во лоцирањето на луѓе по урнатините. Со помош на Алфа, екипите извлекува 20 повредени од урнатините. Иначе Алфа се работи за кучето Алфа, едно од посебно обучените кучиња на турската жандармерија, стана најголем помошник на тимовите за пребарување и спасување во Турција. А иначе, она што го видовте претходно и објавата беше и Протео. Тоа е германски овчар кој што работел со мексиканскиот спасувачки тим во Турција. Го загубил животот кога врз него паднале остатоци од зградата што ја пребарувал. Иначе Мексиканското министерство за одбрана го прогласи за херој, а ова е и објавата нивна. Навистина е инспиративно да се слушаат вакви приказни за кучиња трагачи и затоа ќе биде инспиративен и следниот разговор кој што ќе го правиме со Кисковски Јован, инструктор за обука и дресура на кучиња во АРМ. Добро утро и добро дојде во Утринска. Драго ни е што одвоивте време, се разбира ти и како се вика пријателот? Мамба. Мамба. Женско, Мамба, добро. И Мамба во нашето студио. Ете како изгледа едно од кучињата трагачи на армијата и се разбира, има многу прашања, верувам ќе имаме време да одговориме и се разбира да си промовитиме во нашата утринска тема. Колкав е тимот во армијата наша кој што нели обучува и од нели вакви кучиња трагачи? Во армијата центарот за дресура се состои околу 30 инструктори и помошници инструктори кои што работат, обучуваат кучиња од различни категории за различни намени. Кои што потоа се користат за елементарни непогоди, кучиња имаме за мини, кучиња за експлозиви, кучиња трагачи за хуман трак, кучиња од заштитна категорија, кучиња од чуварска категорија, кои што сегде наоѓаат примена во нашата држава. А за секоја примена има различно куче. Не може едно куче да биде истренирано, издресирано за за сите намени не. Не, така. А со колку кучиња располагате? Па во моментов во центарот за дресура поседуваме негде околу 100 кучиња. Тоа е доволна бројка, да речеме? Па за нашата држава е доволна. Добро. Кои раси на кучиња се користат често за нели ваква намена, односно со кои раси на кучиња работите и кои што нели можат да излезат во пресрет, да се истренираат и да се издресираат за да може нели да помогнат во таа намена за која што се. Значи најчесто се користат во сите армии, па и кај нас службени раси на кучиња. Кај нас подетално се работи за расите лабрадор ретривер, белгиски овчар малиноа, германски овчар, нашата автотона раса шарпланинецот. Користевме исто и ротвајлер, кои што можат да работат по различни услови, под различни временски и кои што малце повеќе издржуваат и се поработни. Да. А кога вака би ги поделиле, кој за што? Или кој најдобро се снаоѓа во која? За различни категории, има различни раси кои што имаат малце подобри перформанси. Пример лабрадорот најчесто се користи за куче трагач, односно како што беше во случајов сега во Турција за елементарни непогоди, за хуман трак, каде што кучето оди по трагот да го, кај што знаем, имаме сознание дека поминал човек, се користи за откривање на експлозив, на мини, на дрога, додека германскиот овчар исто за истите намени може да се користи и плюс може да се користи како куче од заштитна категорија, куче за упади, за специјални намени и за сите. Исто и малиноата има повеќе наменска улога. Но најдобро за трагачи се користат лабрадорите. Рековте и за откривање на подметнати бомби. Да речеме, ги користат во меѓувреме овие кучиња од АРМ, во овие дојави кои што ги имаме постојано? Цело време вршат служба и се користат секој дневно. Само АРМ имате вакви кучиња или полицијата има? Не, полицијата исто има свој центар за дресура кој што се работуваме, земаат и од нас кучиња, користат и нивни кучиња. Значи постојат два центри во моментот.
На која возраст треба да биде кученцето за да започне, нели, да си ја врши работата, односно да се пристапи со дресура? Како се одбираат тие? Дали леглата се, нели, поврзани со оние кои што веќе биле дел од армијата и така натаму, или се нарачуваат од други земји, нели, како се тоа оди и кога се пензионираат овие кучиња? Нели сигурно имаат и пензиски денови? Да, може да се пофалиме дека нашиот центар за дресура е еден од ретките на Балканот па и во Европа, каде што вршиме собствен приплод, односно ги размножуваме наши единки, женски и мажјаци, селектирани. Имаме исто кинолог кој што е вработен специјално за тоа, кој што врши и одредува кои кучиња со кого ќе се пари, односно што имаат генетска предиспозиција, работна предиспозиција, за да дадат кучиња, мали кутриња со добри предиспозиции. Да. Односно селекцијата ја вршат инструкторите. После направените 3 месеци се врши почетна селекција од 3 до 6 месеци кое куче за која намена ќе се користи. И после се пристапува кон дресура, нели, и така Точно, натаму. од 6 до 9 месеци, од 6 до 9 месеци кучињата се одредуваат која ќе им биде стручно специјалистичка обука, иначе и тогаш имаат преддресура, и од 9 месеци кучињата пристапуваат кон дресура, односно тогаш веќе се одредени за која намена ќе се користат, за кој цел ќе се користи и која екипа ќе работи со нив. Добро. До која возраст се користат овие кучиња? Па најчесто зависи од нивната кондиција од 9 до 10 години. 10 години. После тоа уживаат пензионерски денови. Пензионерски? Така, само Сигурно и некој кој што сака да ги вдоми, веројатно може да ги вдоми и така натаму да си изуживаат и доколку останат, например, она сега мамба е пензионер, има скоро 12 години. Иначе она е првото куче трагач во Македонија сертифицирано за хуман трак. И ајде додека ја фалиме вака и додека се гали, еве некој од успесите нејзини. Значи таа учествувала кај нас во поплавата во Стајковци, каде што имаше доста резултати, и во свлечиштето и поплавата во Тетово во Шипковица. И на различни семинари на тревари. Мамба си ја завршила својата кариера квалитетно. Да. Добро, колку траат дресурите? Како оди? Веројатно е многу напорна работа. Вака убаво сето тоа изгледа, нели? Но треба многу знаење пред се, многу посветеност и тренинзи, работа. Работа со кучињата, значи, мора секојдневна, постојана, континуирана, кога ќе се почне обуката, од која ќе се изврши нивната селекција. Работат сертифицирани инструктори кои што се школувани кај нас, надвор од нас, значи исто во Република Турција имаме соработка каде што се школувани инструкторите, во Италија, во америчката армија се школувани. Се работи секојдневно. Периодот на обука е секогаш различен, зависи која категорија и за која намена се обучува кучето, али најчесто обуката трае од 6 до 9 месеци. За 6 до 9 месеци кучето може да биде подготвено да трага. Точно така. Од кога ќе помине социализација и преддресура, само за стручно специјалистичката обука, со 6 до 9 месеци, зависи од индивидуата на кучето, зависи од расата на кучето и условите, може да биде сертифицирано и да работи. И после со кој континуитет работите на кучињата? Рековме секојдневно, но тоа е постојано, цел ден, со вакви, имаме можност благодарение, нели, на вас, ни испратија снимки да видиме, нели, ние како се одвива еден тренинг, што се случува на тие дресури и секојдневно, нели, како се работи со овие кучиња. Секојдневно, значи, се врши кондицирање на кучињата, кога има, значи, обука турнус која се обучуваат нови кучиња, а воедно, значи, центарот, како центар, ние сме обучен центар, ги обучуваме и потоа ги предаваме на единиците во армијата кои што ги користат. Доаѓаат нивни припадници, ги обучуваме за водачи, ги земаат обучените кучиња и после пристапуваат кон разни задачи. Тоа значи дека овие кучиња може било кој од армијата да ги користи и тие ќе бидат послушни? Да, или треба само нивниот тренер? Само не тренерот, тренерот ги обучува, потоа се праќаат други војници, старешини кои доаѓаат кај нас на курс, ние им го префрламе кучето на нив со каде што има курс, се обучува водачот, од која ќе биде обучен, се сертифицира и водачот, а претходно кучето е сертифицирано и може да оди да извршува задачи.
Добро, рековме дека се користат претежно за вакви големи катастрофи како што имавме можност да видиме пред 11 дена во Турција и Сирија, где ја спомнавме и поплавата. Веројатно се користат претежно онаму каде што треба да се откријат луѓе, да речеме, во некои такви катастрофи. Зависи за која намера, луѓе, експлозиви. И експлозиви. Се користат ли, да речеме, во одбрана? Да, како што ви кажав, значи постојат кучиња за заштитна категорија, кои што за јавен ред и мир, кои што се користат за упади, препади и разни задачи на специјалните единици кои што ги користат во армијата. Да, и за веројатно сите знаеме и сме свесни по аеродромите или за откривање на нелегални средства кои што се пренесуваат, пари, оружје, дрога и све. Добро. Колкав тим на кучиња беше испратен во Турција? Колку кучиња и колку луѓе од армијата? Во моментот, значи, еден тим представува водач и куче. Во моментот се пратени 2 тима од армијата, кои што работеа таму напорно. Да те испрашам, какви кучиња се пратени, нели со оглед на тоа дека се работи за земјотрес? Точно така, се испратени еден лабрадор Женка и белгиски овчар Малино. Зошто баш тие? Па во моментот тие беа во најдобра кондиција и беа за елементарни кучиња, за елементарни непогоди. Добро, и како се снаоѓа? Баш беа специфицирани за земјотреси. За земјотреси. Одлично се снаоѓаат, по информациите со колегите што комуницираме секојдневно. Учествуваа во пронаоѓање, како што знаеме и по медиумите, 5-годишното девојче. Дадоа добри знаци, добро работеа таму, добро се покажаа. Има резултати, сега кога ќе се вратат колегите, може да гостуваат тука и да, со нетрпение ги очекуваме нормално. Сега сакавме онака вовет, нели, толку многу се зборува за кучињата трагачи, посебно, нели, кога за жал имаме вакви ситуации, посебно после земјотресот, од голема помош и нормално очекувано, и затоа еве јас така и сакав да стартувам, нели, со дел од кучињата кои што се веќе прогласени за херои, затоа што навистина помогнале во истрагата, и токму тоа ни беше целта малку да доближиме, нели, како оди тренирањето, секојдневието во армијата поврзано со, нели, дресурата на овие кучиња и од колкаво значење, нели, нивно. И се разбира, ги очекуваме и оние кои што се вратат од Турција, нели, тимот наш со кучиња, па нормално ќе можеме да промоабетиме со нив. Може ли кучињата да предвидат земјотрес? Затоа што имавме можност да видиме снимки пред, нели, односно после земјотресот, како завива известно куче, а и нели се зборува дека пред да се случи животните предвидуваат. Точно така, како и сите животни, така и кучето може да предвиди било каква елементарна непогода, односно секое животно и кучињата ја предпоставуваат опасноста која што надоаѓа, како за нас, така и за нив. И затоа има различни реакции кај нив. Така. И сега сакам да се осврнеме на друго. Кои се К9 тимови на кучиња? Значи, дали имаме К9, кај нас нешто такво? Да, тоа сме ние. К9, тоа значи К9, односно работно куче. Преводот на К9 знакот значи работни кучиња, сите кучиња кои што се користат за дресура, односно за работа, за тренинг, не за придружба само за миленици, се нарекуваат К9 кучиња. Тие се К9 кучиња. Значи вие буквално овие сите се К9 К9 единица, да. К9 единица. Добро, навистина ми беше драго што одвоивте време и што, нели, ни дојдовте на гости со едно пензионирано кученце кое што рековме зад себе има навистина големи успеси во потрагата. Веројатно има и нови генерации на кучиња кои што се работи и континуирано ќе ги имаме, нели, за не дај Боже на располагање за исчезнати лица, и во секојдневниот живот кога нема елементарни непогоди, кога нема било што, најчесто сега ни се случува, учествуваме многу често во откривање на се изгубил човек, исчезнал, и во тоа значи се употребуваат кучињата за трагачи. Значи вклучени сте и во таква акција? Да, цело време. Добро. Голем поздрав до целиот тим. И на вашиот тим. Да имате многу успеси, убави генерации на кучиња кои што ни се потребни, и се гледаме во некоја следна прилика. За убаво се надевам, нели? Иако овие кучиња се дресирани да помогнат кога е најпотребно, така ли? Точно така. Така е. Почитувани гледачи, верувам беше интересно да чуете како работи нашиот К9 тим во армијата на Македонија и се разбира како се дресираат овие кучиња трагачи за кои што рековме изминатиот период, за жал после земјотресот навистина многу се зборува и многу приказни за такви кучиња херои или херои на четири ножни херои се разбира ги имаме од оние тимови широм светот.